Лилит во еврејската митологија и незиното значење. Лилит е позната фигура како црната месечина или црниот демон. Црниот демон кој влие врз ноќта. Што значи тоа сите се плашат од оваа фигура. Меѓутоа, ајде да видиме дали е тука потребно да се плашиме од оваа фигура на Лилит. Лилит во еврејската митологија е првата сопруга на Адам. Меѓутоа, што се случува тука? Лилит одлучува да го напушти тој патриархален живот на Адам, затоа што во тоа време секако Адам, во тоа време машкиот пол го диригира женскиот пол. Значи не само во нормалниот секојдневен живот, меѓутоа и во љубовниот акт, каде што машкиот пол диригира како да се живее тој сексуален акт. И значи оваа фигура Лилит тоа едноставно го одбива и така била принудена рајот на Адам да го напушти, така е наречена како една црна месечина во астрологијата или па црниот демон. Значи, тој внатрешен наш демон, ние што го имаме. Значи, она се бори во ствари за еднаквоста во една љубовна врска или подобро речено во еден сексуален акт, каде што се бори за еднаквоста и секако за слободата во еден љубовен акт.